Почитуван колега, зедов реплика за да реплицирам на еден куп невистини кои што ги искажавте. Најпрво, ова не е интерпелација за министерот, тоа е еден политички парадокс. Кога вие заедно ќе погледнете со кои луѓе сте подпишани нова интерпелација, вие, Љупчо Николовски, Венко Филипше, Димитар Ковачевски, Оливер Спасовски, Фатмир Битичи, Јованка Тренчевска, се министер до министер. Луѓе кои што во изминатите 7 години располагаа со институции, располагаа со средства, со финансии, со законодавство. Вие се обидувате овде преку оваа интерпелација да надметнете една амнестија за вашата неодговорност и за вашето неработење. Ке речете, ајде да разговараме со бројки. Кога почитуваниот колега Љупчо Николовски, кој што од една одеше во друга фотелја, од министер за земјоделие стануваше оној кој што е најодговорен за борба со корупција, па повторно се враќаше во земјоделието, кога дојдовте и кога седнавте во фотелја, на повиците на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се јавуваат 95.000 земјоделци. Кога заминавте од фотелјата, на истите тие повици се јавуваат 65.000 земјоделци. 30.000 помалку земјоделци во ваше време и заради вашето неодговорно владење. Без разлика дали сте биле министер за земјоделие или сте се занимавале со борба против корупција, затоа што молчевте кога некој друг беше одговорен за градба на автопатите наместо почитуваниот Бочварски, затоа што кога имаше надлежности да зборува во неговиот ресор, тогаш негов глас беше Артан Груби, а гледам денеска дека се загрижил за македонското земјоделство. Едно прашање до вас, Бочварски. Зарем навистина мислите дека Љупчо Николовски, кој што седи до вас, кој што ги губеше платежните картички во Дубај, кој што го шеташе светот кога земјоделците беа затворени во карантин, дека нема никаква вина? Зарем мислите дека овие заклучоци од влада од 2020, 2021, 2022, кога предлагавме Оризо да биде стратешка култура и дел од стокови резерви, овде е подпишан тој кога добивавме негативно мислење од влада. И уште едно прашање. Зошто вие и вашите блиски влегувавте во фирми со електроенергетски фирми за фотоволтаици? Дали и вашата фирма и фирмата на вашиот татко Техно Енерджи во тоа време аплицираше за добивање на земјиште за фотоволтаични панели? Дали во тоа време во кое никој не водеше грижа за намалувањето на земјоделското земјиште, осеќа некаква одговорност Љупчо Николовски, кој што денеска ја поднесува оваа интерпелација, и дали осеќа барем малку срам за протестите на земјоделците во Кочанско, кога велеше дека тие биле сите членови на општински комитети? Да го потсетам, тоа се случи една недела од кога